Поразителни се бројките за одливот на младите од Куманово. Според податоците од невладиниот сектор, дури 70% од младите кумановци заминуваат во странство за секогаш напуштајќи го својот град и држава. Трендот на миграција на населението, предизвикан главно од економски причини, добива загрижувачки размери, а уште поалармантно е дека најголем дел од оние што мигрираат се со високо образование. Поради тоа, градот останува без активно население, кои немајќи можност да се изразат на професионален план во родното место, заминуваат во потрага по подобра иднина во Европа, САД, Австралија или арапските земји. Одливот е доста голем и со оние бројки и проценти што излегуваат и организациите и да кажеме институциите е доста поголем. Значи се гледа дека младите ја напуштаат државата. Причините сигурно се дека економска ситуација во самата држава ни укажува и ни налага дека младите не можат да најдат веднаш работа. Или доколку ако ја најдат работа се минимални, значи не се редовни ни плати, значи нема стабилност, нема сигурност. И затоа мислам дека младите затоа и осеќаат дека не можат да живеат, не се сигурни значи во државата и затоа и бегаат. Од невладината организација ДРОМ посочуваат дека многу често младите роми немаат завршено средно и високо образование и потешко се снаоѓаат за вработување во земјава, па бараат различни начини да заминат во странство. Оттаму објаснуваат дека стереотипите и предрасудите ги бркаат младите надвор од државата, а таму се цени квалитетот, а не припадноста на етничка заедница. Тие потенцираат дека се уште постои скриена дискриминација која е пострашна од јавната што допринесува за потешко пробивање на младите на пазарот на трудот. Еве еден пример, сега имаме 23, еден што дипломира и заврши медицинско училиште. Се надевавме дека ќе имаме еден лекар, доктор Ром, но за жал денеска тој заминува за Франција, така да и тој кадар што го имаме ни бегаат, значи не остануваат во државата. Младите наоѓаат различни начини да заминат во странство. Еден од нив е склучување на бракови со други државјани кои му возможува непречен престој во посакуваната држава. Феноменот на миграција или напуштање на нашиот град, мислам дека е очигледен и се приметува. Посебно, значи, ако зборам од моето друштво, значи веќе повеќето од младиве со кои се дружам веќе се негде низ Европа или низ другите континенти. Такова прва шанса е да се студира надвор или да се постигне на некој начин да се едуцира таму за да полесно потоа и се запознаат со местото и да најдат работа, а исто така мислам дека за оние кои не успеваат на овој начин секогаш и брачната институција склучување значи на бракови, тоа се мислам можеме да приметиме колку од свадби низ градот што се случуваат се со лица кои живеат значи и кои сигурно во иднина ќе го напуштат нашиот град. Од Центарот за интеркултурен диалог објаснуваат дека волонтерите од различни држави кои доаѓаат во Куманово се зачудени од големата невработеност на младите. Оттаму порачуваат институциите да пристапат со сериозна визија и плански да се справуваат со невработеноста, а способните и талентираните да ги задржат на своја почва. Додаваа дека и пристапот до информации на младите за конкретни програми и мерки е од големо значење за намалување на одливот на образовните кадри.